Христос се роди за многу години Божиќ. Започнуваат вестите на Канал 8. Пејќи ја вечниот Бог, стотици дечиња во Кочани за прв пат преку бадникови поворки низ кочанските улици на Бадник, ден пред Божик, го најавија Христовото раѓање. 3 дена се слави Божик. По храмовите се служат литургии и се читаат молитви за здравје. Со песната Вечниот Бог и поздравот Христос се роди, навистина се роди. На Бадник после литургијата околу 200 дечиња, учесници во првата бадникова поворка во Кочани, продефилираа низ кочанските улици, носејќи ја пештерата која што го символизира Христовото раѓање. Дечињата, символизирајќи ги небесните ангели со звезди во рацете, заеднички го славија раѓањето Христово со желби за многу радост и среќа во новата година. Најправо по влегувањето во храмот и пеејќи ја Вечниот Бог, бадниковата поворка тргна од храмот Свети Великомачени Ѓорги во правец на раскрсницата во Стришани. Оттаму продолжи по улицата Стево Теодосиевски до кружниот тек, а оттаму по улиците Теодосија Паунов и Кеј на револуцијата до градскиот плоштад. За преку улицата Маршал Тито се приклучија на улицата Димитар Влахов, откаде што се вратија повторно во храмот. Бадникарите беа поздравени од луѓето кои ги затекоа по улиците и им посакуваа радости во текот на годината. Најправо во храмот се одржа света божествена литургија со која ќе учествуваа свештениците од Кочанското архиерејско наместништво, а пееше хорот при Лесновскиот манастир. Верниците имаа можност да си земат од лепчето и бадниковото гранче за бадниковата трпеза. На Бадник традиционална постна трпеза на која се дели лепче со паричка. Се верува дека на оној на кого ќе му падне паричката ќе го следи среќа во текот на целата година. Возлюбени во Господ, патот кон вечниот живот води преку нашата борба со гревот. Секој грев оддалечува од Бога, па затоа потребно е да се спротивставуваме на секое зло. Трудејќи се преку вера и добри дела, да ја возбрануваме заедницата со нашиот сосед. Бог очекува нашето поправање, очекува да го отфрлиме гревот, па преку покајанието духовно да се препородуваме и воздигнуваме. И оваа година по домовите пееја и коледарчиња кои го најавуваа Христовото раѓање, а за тоа добиваа колачиња и подароци. 3 дена се слави Божик, раѓањето Христово. На првиот ден во сите православни храмови се служеше света божествена литургија, а на вториот ден од Божик, 8 јануари, во Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги со литургијата ќе учествуваше владиката Иларион, кој на верниците им го честиташе големиот христијански празник, раѓањето Христово Божик и собор на Пресвета Богородица и им посака љубов и меѓусебно разбирање. Празнично првата бадникова поворка ги осветли и Виничките улици. Повеќе од 100 деца учествуваа во поворката и со песната Вечниот Бог го најавуваа Христовото раѓање. Детскиот ангелски глас кој ечеше низ Виничките улици со песната Вечниот Бог масовно ги анимираше православните верници да излезат и да ја поздрават првата детска бадникова поворка во Виница. Повеќе од 100 дечиња на возраст од 3 до 13 години го најавија големиот христијански празник Божик, а пештерата која го символизира раѓањето Христово како подарок од манастирот во Рајчица, сите заеднички ја донесе од храмот Свети Архангел Михаил во црквата Свети Лука. Со златните звезди кои ги изработија нивните мајки, децата ја најавија и Витлеемската звезда која ги водела тројцата мудреци до местото каде што бил роден Исус. Поворката која ја следеа и родители и верници внесе светлост и радост низ Виничките улици. Ние гледајќи како со години во сите градови во Македонија се одржува бадникова поворка, и кај нас се роди желбата и ние да организираме. И чести задоволствани што голем број на дечиња масовно се приклучија кон пробите. Значи, уште на првата проба дојдоа и се пријавија многу дечиња. Со текот на наредните проби бројот на дечињата се зголемуваше и многу интересно е што сите деца значи доаѓаат 30-40 минути пред закажаниот час со нетрпение чекајќи да почне часот за пеење.
Поворката беше пречекана и од градоначалникот Ивица Димитров во храмот Свети Лука. Сите деца беа дарувани со подароци, кои ги обезбедија повеќе приватни компании, како и општина Виница, а со целосна подршка од храмот Свети Архангел Михаел и свештениците, Сдруженијето Бадникови поворки, како и хуманитарната организација Свети Спас од Скопје со отец Оливер Петровски. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито го прослави своето 11 годишно постоење. На свечениот собир пред членовите беа представени досегашните и планираните активности за наредниот период. Традиционално, неколку дена по започнувањето на секоја нова година, членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито го одбележуваат датумот на основањето и годинава со песни кои потсетуваат на револуционерното минато и историјата на некогашна Југославија. Тие се собраа во своето седиште кај градскиот пазар. Покрај честитките за новогодишните празници, на заеднички собир го прославија и роденденот на Сдруженијето, што беше можност да се потсетат на досегашното работење во изминатиот период. Она што планиравме по нашата програма и остваривме. Тоа беа уобичаените прослави за 11 октомври, положување на цвеќе на борците кои паднаа за оваа наша денешна слобода, за 25 мај штафетата, денот на младоста и роденденот на маршалот Тито, на дабот на Свети Елија манастирот, кај што имаше многу посетители, не само наши членови и симпатизери, него и други лица, и така да и еве сега за ова прослава за годишнината, за 29 ноември, денот на Републиката, исто така, тоа е се активност што ги најчесто практикуваме и обележуваме. Беше речено дека скоро сите членови се активни во реализирањето на планираните активности, а голем придонес за тоа давали и подржувачите како и собственици на стопански предпријатија. Имаше задоволство и од интересот за зачленување на млади сограѓани. Ја мислам дека се зголемува и членството, а поготово сакам да посебно потенцираме еден наш член од Соколарци Владко, кој што е тука присутен и кој што секоја година донесува млади и млади членови, зачленува во Сдруженијето наше, што нас постарите не посебно радува. Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито се горди што тие се единствените регистрирани во Македонија и се најактивни во зачувањето на делото на некогашниот маршал. Во изминатиот период редовно го посетуваат неговиот гроб, а за време на престојот во Белград имале средби со слични здруженија. Трендов рече дека останува отворено прашањето за обезбедување просторија во кое Сдруженијето би ги одржувало состаноците. Во меѓувреме, членовите ќе продолжат да ја користат кафеаната Плава ружа во градскиот пазар, како главно седиште и место од каде започнуваат сите активности на Сдруженијето. На вториот ден од Христовото раѓање на манастирот Добра вода во Оризари се организира голем црковно-народен собир. Традицијата се запази и годинава, па собирот не помина без греана ракија и народна музика. Домакините порачаа на властите да се направи патот до манастирот. Голем црковно-народен собир се организираше на манастирот Добра вода во Оризари на вторден Божик, кога се одбележува празникот Собор на Пресвета Богородица. Собирот на овој убав ден прерасна во традиција. Домакинките сукаа зелници, а се кршеше и лепче со паричка. Кумот на собирот, Дејан Ангелов, го предаде кумството на новиот кум, кој на сите верници им посека добро здравје и успех во новата година. Многу сум благодарен и среќен на овај празник што ми се падна паричката за кумство на Добра вода во Оризари. Многу среќа за нас, за нашата фамилија, на сите други луѓе што се дојдени на манастиро и уопште на сите православни во Македонија и честитам Божик и среќа, здравје и снају. Па е ново ладно време овде на минус 5 степени. Значи, им благодарам на сите што дојдоа овде и па му пожелувам среќа на новиот кум и на сите присутни овде. Без греана ракија и добра музика не помина и овој собир.
Времето и ниските температури не беа пречка и оваа година да се организира собир на овој манастир. Најголемата пречка за црковниот собир да биде уште помасовен е тешко пристапниот пат до манастирот. Затоа домакините секоја година апелираат да се направи пат. На манастирот му недостасуваат и конаци и кујна. Види, ние тие работи не сме ги обновили со кујната ништо за сега, а најголемниот проблем патот. А за патот треба, не обичаа дека за ден ќе бидеме, па ќе се надеваме дали ќе бидат. После тоа завршиме ли со патот кој не стават асфалт, после тоа ќе почнеме кујна, којнаци едно по друго ќе си тераме се тие работи. Па види, ова денеска служиме, ние правиме, женици прават зелници, потоа даваме гравче, бобче, што викат сланинка, манчка, тоа даваме се и тоа ракија. Свештеникот го благослови лебот, виното и пченицата и им посака среќно ново 2019 лето Господово на сите верници. Инаку на манастирот Добра вода секоја година се слави на првиот петок по Великден или кај народот познат како Источен петок Балаклија, кога се празнува со црковно-народен собир. Се верува дека водата во овој манастир е лековита. Фолклорниот ансамбл Кочани деновиве ја почести публиката со несекојдневен божиќен концерт. Настапија сите членови на ансамблот, како и гости, членовите на Чалгискиот оркестар Румелија. Распоредени во 5 блока, фолклористите на фолклорниот ансамбл Кочани пред преполнетата сала на Центарот за култура Бели Мугри ги представија своите ораи песни, некои понови кои ги изучуваа во изминативе 2 години. Ги играа ората кои се карактеристични токму за божики водици, како што и беше насловот на концертот. Играорците ја пееја песната Меѓу божики водици и ја играа лесното. Со звуците на гајдата го заиграа и тешкото, а играорките женското чамче. Помалите играа Тропнел, Црногорка, Потрчало, Драчевка, Тешка крстачка. Се пееја песните О Јано Јано, ај што ми биле 3 делија, а потоа можеше да се види Арнаут, Потрачулка, Крстачка, Джонка и Вртелешка. Гости на концертот беа членовите на Чалгискиот оркестар Румелија, кои му дадоа посебен белег на божикниот концерт со изведба на песните Поле широко, Крейг Джоне, Бог да бие Русе, Петлите пеат и Невестинско венчално, со вокал Тијана Јаневска. За крај големата група го одигра Лазаренки, орото со кое фолклорниот ансамбл Кочани го зеде првото место на меѓународниот фестивал во Приштина. На крајот од концертот сите беа повикани на сцената, а најмалите играорци кои за прв пат го почувствуваа филингот како да се настапи на сцена, добија дипломи за учество. Благодарници добија и гостите членови на Чалгискиот оркестар Румелија, како и најзаслужните организаторите, хореографите Ристе Ѓоргиев и Јана Николова, кои сите овие години неуморно работат со играорците, трудејќи се да внесат свежина со изучување на нови ора и хореографии. Инаку со над 200 членови во изминативе години, овој фолклорен ансамбл успеа да оствари голем број гостувања во Македонија и странство. Во Македонија за одбележување се настапите на неколку значајни фестивали, како што се фестивал на детето во Скопје, Оро весело во Радовиш, Тодорица во Свети Николе, Великденски средби Ораовица, Истибанско здравоживо Истибање и Линденски смотри во Битола, фестивал во Штип, на повеќе фестивали во Скопје, фестивал Александар Македонски во Охрид, фестивал во Струмица, како и на сите манифестации кои се организираат во Кочани. Своји целовечерни концерти има одржано во Крушево, Скопје, Штип, Виница, Берово, Пробиштив и во други помали места во Македонија. На меѓународен план за одбележување се настапите во Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Турција, Унгарија, Романија, Австрија. На голем број од овие гостувања кои имаа натпреварувачки карактер, успесите не изостануваа. Фолклорниот ансамбл Кочани зема големо учество и во активностите од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Инаку за членовите на Чалгискиот оркестар Румелија, за нивните успеси, инструменти и музика, повеќе можете да слушнете во попладневната емисија на Канал 8 в сабота на 12 јануари во 16 часот и 30 минути.
Почнувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.